Минатиот час учевме за раствори, кои се составени од растворувач и растворена супстанција, за видови раствори и за растворливост. Денес ќе учиме како да ја пресметаме концентрацијата на растворите. Концентрацијата на растворите најчесто се искажува како количинска или моларна концентрација, масена концентрација и молалитет или молалност. Минатиот час учевме за раствори, кои се составени од растворувач и растворена субстанција, за видови раствори и за растворливост. Денес ќе учиме како да ја пресметаме концентрацијата на растворите. Концентрацијата на растворите најчесто се искажува како количинска или моларна концентрација, масена концентрација и ќе научиме што е молалитет или молалност и како се пресметува. Започнуваме со пресметување на моларна количинска концентрација. Моларна концентрација се бележи со C од X, е однос меѓу количеството на растворена субстанција X и волуменот на растворот V. C од X е еднакво на N од X врз V, каде што N од X е количество на растворена субстанција, а V е волумен на растворот. Според формулата, единица за моларна концентрација е мол врз дециметар кубен, бидејќи количеството се мери во молови, а волуменот во дециметри кубни. Значи, моларната концентрација го искажува бројот на молови на растворена субстанција во дециметар кубен раствор. Пример 1. Колкава е масата на калиум хлорид, што е растворена во 250 cm кубни раствор со моларна концентрација 0,5 мол врз дециметар кубен. Решение. Дадено е волуменот на растворот, кој изнесува 250 cm кубни, и бидејќи единицата за волумен во формулата е дециметар кубен, 250 cm кубни треба да ги претвориме во дециметри кубни, што значи делиме со 1000 и добиваме 0,25 дециметри кубни. Концентрацијата на калиум хлоридот ни е дадена и изнесува 0,5 мол врз дециметар кубен и се бара масата на калиум хлоридот. Знаеме дека количеството по формула N е еднакво на масата врз моларната маса, па од тука масата на калиум хлоридот е еднакво на количеството на калиум хлорид, пати моларната маса на калиум хлорид, што се пресметува од периоден систем, да ве потсетам. Концентрацијата на калиум хлорид е еднаква на количеството на калиум хлорид врз волуменот на растворот, а од тука количеството на калиум хлорид е еднакво на концентрацијата на калиум хлорид пати волуменот на растворот. Заменуваме за количеството, го заменуваме во гормата формула за маса и добиваме масата на калиум хлоридот е еднаква на концентрацијата на калиум хлоридот пати волуменот на растворот пати моларната маса на калиум хлорид и веќе се ни е познато, пресметуваме 0,5 мол врз дециметар кубен пати 0,25 дециметри кубни пати 74,6 грам молови и се добива масата на калиум хлоридот е еднаква на 9,32 грама. Пример 2. Колкава маса на натриум карбонат треба да се измери за да се подготват 250 cm кубни раствор од натриум карбонат со моларна концентрација 0,2 мол врз дециметар кубен. Во задачата ни е дадена концентрацијата на натриум карбонатот, која изнесува 0,2 мол врз дециметар кубен,
И даден ни е волуменот на растворот кој изнесува 250 cm кубни, кој го делиме со 1000 за да добиеме дециметри кубни и добиваме дека волуменот на растворот е еднакво на 0,25 дециметри кубни. По задачата ни се бара масата на натриум карбонатот. Повторно од познатата формула за количество N еднакво M врз M, масата на натриум карбонатот ќе ни биде еднаква на количеството на натриум карбонатот пати моларната маса на натриум карбонатот, а пак количеството ќе го добиеме од формулата за моларна концентрација, каде што моларната концентрација е еднаква на количеството врз волуменот на растворот, бидејќи концентрацијата и волуменот на растворот ни се познати. И од тука, значи, количеството на натриум карбонат е еднакво на концентрацијата на натриум карбонат пати волуменот на растворот. Кога ќе замениме во горната равенка за маса, ќе добиеме дека масата на натриум карбонат е еднаква на концентрацијата на натриум карбонат пати волуменот на растворот пати моларната маса на натриум карбонат и веќе ни е се познато, заменуваме 0,2 мол врз дециметар кубен пати 0,25 дециметри кубни пати 106 грам молови еднакво 5,3 грам. Што тоа значи? Тоа значи дека за да приготвиме 250 cm кубни раствор на натриум карбонат со дадена концентрација 0,2 молови дециметри кубни, треба да измериме 5,3 грама натриум карбонат. Значи, ова е масата што сме ние пресметале во задачата. Како тече приготвувањето на растворот? Земаме една колба, која е обележана до 250 cm кубни, и во неа мериме 5,3 грама натриум карбонат на аналитичка вага. Го ставаме натриум карбонатот во колбата, ја полниме колбата до половина со вода, мешаме додека добро се измеша, бидејќи полесно е да се меша помала количина, и потоа додаваме дестилирана вода до цртичката 250 cm кубни и на тој начин сме приготвиле раствор од 250 cm кубни со концентрација 0,2 мол врз дециметри кубни, кој содржи во себе 5,3 грама натриум карбонат. Одиме понатаму. Другиот начин на изразување на концентрацијата на растворите е масената концентрација. Масената концентрација, за разлика од моларната концентрација, претходно што ја изучивме, е еднаква на односот на масата врз волуменот на растворот и се бележи со гама. Што значи дека гама од X, каде што X е растворена субстанција, е еднаква на масата на растворената субстанција врз волуменот на растворот и од тука следи дека единица за масена концентрација е грам врз дециметар кубен. Да ги погледнеме понатаму примерите што ќе ги решиме. Пример 1. Колку грама калиум хлорид треба да се измери за да се подготват 250 cm кубни раствор со масена концентрација 40 грами врз дециметар кубен. Од формулата масената концентрација на КЦl е еднаква на масата на калиум хлоридот врз волуменот на растворот. Од тука, бидејќи ни се бара масата на калиум хлоридот е еднаков на масената концентрација на калиум хлоридот пати волуменот на растворот и ги заменуваме веќе познатите величини кои ни се дадени во задачата, еднакво на 40 грами врз дециметар кубен пати 0,25 дециметри кубни
еднакво на 10 грама. Значи потребно е да измериме 10 грама калиум хлорид за да подготвиме 250 см кубни со масена концентрација 40 грами врз дециметри кубни и начинот на подготвување веќе го објаснивме. Значи повторно земаме колба од 250 см кубни, мериме 10 грама калиум хлорид, додаваме дестилирана вода до цртичката 250 см кубни и го добиваме бараниот раствор. Пример 2. Колкава е масената концентрација, значи тука ни се бара масената концентрација на растворот кој содржи 300 см кубни раствор и 15 грами калиум карбонат. Значи што ни е дадено? Даден ни е волуменот на растворот, кој е еднакво на 300 см кубни, кој одма го претвараме во дециметри кубни, изнесува 0,3 дециметри кубни, и масата на калиум карбонатот, која изнесува 15 грама, а се бара масената концентрација на калиум карбонат. И како што знаеме, формулата е масената концентрација на калиум карбонат или гама на К2CO3 е еднаква на масата на калиум карбонат врз волуменот на растворот и заменуваме, добиваме 15 грама врз 0,3 дециметри кубни еднакво на 50 грам врз дециметар кубен и значи дека масената концентрација на овој раствор изнесува 50 грами врз дециметар кубен. Продолжуваме со молалност. Што е молалност? Молалност на растворена супстанца X е односот на количеството на растворена субстанца X и масата на растворувачот А, кој е најчесто вода. Знакот за молалност е B и формулата е B од X еднакво на количеството на растворена субстанција врз масата на растворувачот А и единицата е мол врз килограм. Пример 1. Да се определи молалноста на растворот на натриум хидроксид ако во 400 грама раствор се содржи 15 грама натриум хидроксид. Значи, што ни е дадено? Дадена ни е масата на растворот, која изнесува 400 грама, и масата на натриум хидроксидот или растворената субстанција, која изнесува 15 грама. Се бара молалноста B на натриум хидроксидот, која е еднакво на количеството на натриум хидроксидот врз масата на водата. Количеството на натриум хидроксидот ќе го пресметаме од познатата формула масата на натриум хидроксидот врз моларната маса на натриум хидроксидот. И ако го замениме ова количество во формулата за молалност, ќе добиеме дека молалноста на натриум хидроксидот може да ја пресметаме како масата на натриум хидроксидот врз масата на водата пати моларната маса на натриум хидроксидот. Бидејќи единица за молалност е мол врз килограм, тогаш треба да претвориме во килограми, што значи дека масата на растворот ќе ни биде 0,4 килограми, а масата на натриум хидроксидот е еднаква на 0,015 килограми. Логично е дека масата на водата ќе ја најдеме ако од масата на целиот раствор ја одземеме масата на растворената субстанција натриум хидроксид, што значи од 0,4 да одземеме 0,015 и ќе добиеме дека масата на водата е 0,385 килограми. Од тука молалноста на натриум хидроксид е еднаква на 0,015 врз 0,385 пати 0,040 или еднаква на 0,97 мол врз килограм.